Нешто повеќе од 500 евро од Пендаровски, 6000 евро од Милен Врабевски, 12 пати повеќе од македонскиот претседател ке донира човекот кој го негира македонскиот народ и ги финансира бугарските културни клубови во Македонија. За членовите на Македонското детско ликовно друштво Свети Кирил и Методи да отпатуваат во Франција, таму ќе биде награден нивниот успех и ќе добијат 13 медали и 20 признанија на престижен ликовен конкурс за детски цртежи организиран од УНЕСКО. Оваа прилика од фондацијата на Врабевски ја искористија и за напад кон македонските власти, бидејќи ја скратиле финансиската помош за овие млади уметници. Децата кои се дел од детското уметничко друштво Свети Кирил и Методи таму се обучуваа потполно бесплатно и тоа беше така од неговото основање во 1968 до минатата година, кога државната помош им беше запрена без објаснување, случајно или не, после посетата на децата во Пловдив минатата година. Според она што доаѓа од Бугарија, и од самоосвестените бугари тука во Македонија, очигледно финансиите не се само сега случај. Во обид да се турка политиката на официјална Софија која наликува на обид за бугарска асимилација на македонците, пред само неколку дена првиот човек на Алијансата на македонските бугари Драган Цветковски ни кажа дека на бугарите им следувале 2300 вработувања во државната администрација, иако според последниот попис во државава ги има само 3504 луѓе. Со имплементација на Агенција за вработување во јавната администрација од редот на бугарската заедница во Република Северна Македонија. Преку агенцијата до 2025 треба да се вработат околу 30.000 македонски бугари во институциите на Република Северна Македонија. Финансиите се користат од Фондација Македонија од Софија на контроверзниот Виктор Стојанов. Тие даваат пари на деца од Македонија за да го изучуваат бугарскиот јазик. Фондација Македонија ќе му понуди на секое дете од Македонија и Србија месечна стипендија од 30 евра доколку студира литературен бугарски јазик. Покрај бесплатниот курс по бугарски јазик, среде Македонија се организираат и гратис часови по историја по бугарски терк, но тоа не е се. Пред помалку од година во 2 наврати Милен Врабевски во Скопје, Охрид, Битола и Богданци делеше и пакети храна, на кои беа залепени фотографии од цар Борис III, по кого беше именуван веќе забранетиот бугарски културен клуб во Охрид.